Они само на телевизиите нивни викаат дека има реформи. Помалку невработеност нема, само на нивните телевизии има помалку невработеност. Само 5-10 луѓе живеат добро као бубрези улои на врвот на државата. Сите други, дури нивните страдаат и чекаат по некоја трошка да им турат од тоа масата на која ја прават гозбата. Денеска дојдовме тука, не да видиме колку ни има и кои сме тука, него дојдовме да се договориме како да си ја спасиме државата, како да си ги спасиме иднината на нашите деца и на нашите внуци. Господин Пејдаровски, како го оценувате до сегашниот тек на кампањата? Се во однос на ова што јас го промовирам, мислам дека е во ред затоа што реакциите на народот се одлични. Ако ме прашувате за тоа што другите кон нас го прават, мислам дека кампањата треба да биде покоректна во рамките на една различна политичка култура. Од моја страна јас се трудам да биде така, очекувам и од моите опоненти да посебно да Демократската партија до сега да го почитуваат тој бонтон, тој ферплей. Но во делот на презентацијата на платформата за председател, јас сум повеќе задоволен затоа што било каде, било кој регион да одиме во Македонија, реакцијата е повеќе од добра, имајќи во предвид дека локалните мотивци имаат прилично голем удел во одвраќање на луѓето, обично поздравување со мене, пак присуство на медиусот. Председател не се раѓа. Председател самиот се создава во текот на годините во својата професија, во својата околина. Председателот мора да има интегритет, председателот мора да има знаење, искуство политичко, че не може од небо да падне и не може да биде окториран никога. По моје убедување, до сегашните врвни кадровски решенија во Македонија изминатите 5-6 години беа окструирани, дадени од еден-два човека и ќе им речат ти ќе бидеш министер или ќе бидеш председател. Јас сум човек кој учел од многу луѓе, се дружал со различни структури, со различни струи, со различни интелектуалци. Значи, од моето семејство до сегашната политичка структура во која сум, во која верувам, јас сум се формирал значи данас 15-20, може би повеќе години. И на свој 51 година мислам дека сум заокружен политички и личен професионален профил за да можам да претендирам. Имате ли соработка со идната власт ако станете председател? Јас го кажував тоа во неколку наврати, јас се надевам дека ќе имаме двојна промена, че ќе има опозицијата ќе биде двата избори. Меѓутоа сосема ми е сеедно кој ќе биде на власт, кој ќе биде во владата, моја задача е да бидам председател на сите граѓани, да бидам председател на една партија, како што е сега. Што до сега имавме некој да бидам председател на една етничка група. Македонија е мултиетничко општество, Македонија живеат различни етнички заедници и конечно луѓе кои членуваат во различни политички партии. Значи јас ќе бидам председател на сите граѓани, независно од вера, нација или политичка афилијација. Само едно прашање, повикавте на ТВ дуел. Па јас се обидувам да го донесам на ТВ дуел формалниот председателски кандидат на Управлявачката партија, кој очигледно не успеам во тоа, а ако тоа не е можно, еве давам алтернативен предлог, нека дојде до сегашниот премиер.